Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. Замрзнувањето јајце, клетки и сперматозоиди е современа можност која се повеќе луѓе ја разгледуваат за да обезбедат свое потомство. Како старењето влијае на квалитетот на репродуктивните клетки? Дали лицата болни од карцином се кандидати за ваква постапка? Кои се процедурите? Како и кога се препорачува замрзнувањето? Одговор на најчестите прашања и дилеми ќе побараме од професор доктор Глигор Димитров, специјалист по гинекологија и акушерство. Останете на Телма, во продолжение на емисијата ќе можете да се вклучите и со ваши прашања во програма. Замрзнување јајце, клетки и сперматозоиди. Зошто, кога и како? Оваа дилема ќе ни разреши професор доктор Глигор Димитров, специјалист по гинекологија и акушерство од Оделот за репродуктивна медицина во Аџи Бадем, Систина. Професоре, добар ден, добре дојдовте во Телма амбуланта. Добро е, најдов, благодарам на поканата. Поздрав до гледачите. Професоре, жените се раѓаат со одреден број, конечен број на јајце, клетки. Дали овој број се менува со текот на годините и што се случува со квалитетот на јајце, клетките? Така, повеќе сакам, гледајќи го вашиот наслов, повеќе сакам да зборувам малце пошироко, што значи за презервација на фертилитетот и кај жените и кај мажите, што е различно. И криопрезервацијата, за која што денеска ќе збориме, ќе го ставиме апострофот на тоа. Ќе го ставиме апострофот на тоа. Е само еден дел од начинот на криопрезервација. Ние сега многу збориме модерни времиња се како да успееме тој ограничен број на јајце, клетки кај жените, да успееме навреме да приметиме дека нешто се случува и да предложиме соодветни методи како би тоа презервирале. Во денешно време се повеќе да кажам соочени со возрастни пациентки и мажи. Меѓутоа, кај мажите релативно помалку апострофот на возраста за разлика од кај жените, а како што и рековте во воведот, бројот на јајцеклетките рапидно опаѓа со тек на возраста. Се менува и квалитетот? Се менува и квалитетот. Значи, една жена има најголем број на јајцеклетки уште дека во утробата на мајката. Тоа се неколку милиони. На раѓање има 1 до 2 милиона јајцеклетки. Се ќе кажете тоа е огромен број, да. Огромен број. Меѓутоа, дел од тие јајцеклетки кои што се во примордијален облик, постепено секој циклус, еден добар дел опаѓаат по некои прерачуни дури и 1000 јајцеклетки по еден циклус. А ние викаме тоа атрезија, значи постепено пропаѓаат и се практички не искористи. Само околу 400 до 500 јајцеклетки од текот на репродуктивниот возраст ќе дојдат до овулација, односно тие фоликули ќе се одрат. И ќе имат можност да бидат оплодени. Ќе бидат можност да бидат оплодени. А како е кај мажите? Кај дали мажите, кај нив бројот на сперматозоиди се намалува со годините, па може би квалитетот? Ако кај жените е, да кажам, одавна јасно, кај мажите во последните децении, во цел свет зборам, не кај нас, се приметува драстично опаѓање на бројот и квалитетот на сперматозоидите. Веројатно тоа се должи на начинот на живење, услови на живот, модерен живот и така натаму. Доказ за тоа е дека и Светската здравствена организација ја смени, да кажем, формулата за обележување на нормален спермиограм. Ако пред 40-50 години нормално беше од 60 милиона сперматозоиди во 1 милилитар нагоре, сега е веќе 20 милиона. Тоа е драматичен значи, пат. Тоа е драматично и е забележено во целиот свет. Вела дека тестостеронот паѓа кај мажите. Видите, тоа е генерално една врзина овако коло, на кое што многу фактори учествуваат. Меѓутоа, факт е дека, значи, еве, ние сме мала држава, меѓутоа, огромен број, практички во целиот свет, го приметуваат овој пат на квантитет и квалитет. За среќа, па има методи кои што може тоа релативно полесно да го пренебрегнат кај мажите, отколку кај жените. Кога е вистинското време
жените, па и мажите да почнат да размислуваат за замрзнување на репродуктивни клетки? Дали може би тоа кај жените е поврзано со возраста, но и болестите, што е кај мажите? Дали тие превентивно размислуваат или пак може би здравствената состојба е главниот мотив за ваков чекор? Разбирам. Кај мажите, да кажеме, криобиологијата генерално денеска е од голема помош во повеќе гранки во медицината, особено кај нас во асистираната репродукција. Еве за податок да кажеме, првото бебе од замрзната па одмрзната сперма, сперматозоиди е 1953 година. Мислите, кога е тоа? Кога им текнало на луѓето, односно на докторите, да такво нешто е можно овако да се направи. Понатаму, во наредните децении почнува да се развива инвитро фертилизацијата. 79-та, мислам, родено првото бебе од инвитро. И се размислува, заради вишок на ембриони, да се почне да се замрзнуваат ембрионите. Првото бебе од замрзнат ембрион е родено 84-та година. Значи, неполни 5 години после раѓањето на првото бебе од замрзната сперматозоид. И сега како напредува техниката и технологијата, се повеќе се зборува за опциите за замрзнување или на гамети, или на ембриони, па дури и на оваријално ткиво во поново време. Да не збориме дека тестикуларно ткиво кај мажите може да се замрзне веќе одамна. Значи парче од овариумот може да се замрзне и парче од тестисот. Да. Ова од тестисот е веќе рутинска метода, да не кажем со децении. Видете, кај мажите релативно полесно од кога го имаме инвитрото, заради тоа што инвитрото е правено иницијално метода за пореметени туби, кај овако блокирани туби кај жените. И е тоа првата индикација за да правите дете до првета, да пристапите кон инвитро. Потоа со усовршувањето на методата, така наречена ICSI метода, што значи директно обрезгување на еден сперматозоид во една јајцеклетка, е возможно да се третира и сега многу се третира машкиот фактор. Тој начин, што значи дека може да имате тешки пореметувања на машки фактор, освен ако не се од хромозомска, генетска оваква природа, и со 1, 2, 3 сперматозоида може да добиете живо здраво дете. Токму со оваа метода. Така да кога зборуваме за мажите, тоа е веќе рутинска метода. Значи нема никаков критериум во однос на квалитетот на спермата, бројот на сперматозиди, нивната подвижност за да биде замрзната. Постојат опции. Условно кажано, замрзнувањето е почнато кај слаби критерии, мислам кај слаби спермограми за овакво, како би можело понатаму да се искористи. Оттаму велам и ова замрзнување на тестикуларно ткиво е тогаш кога немате во ејакулатот сперматозоиди. И потоа се бара во тестикуларното ткиво сперматозоид? Потоа со интервенција, најчесто тоа прават уролозите и андролозите кај нас, се земаат, тоа е така наречена метода на микротесе, под микроскоп, се земаат повеќе парченца од тестикуларното ткиво, се даваат во лабораторија, таму ембриолозите идентифицираат дали има или нема сперматозоиди и се замрзнуваат. Пред повеќе години се работеше директно на свеж материјал, што би се рекло веднаш да се оплодат јајцеклетките, меѓутоа тоа е релативно потешко да кажеме, затоа што мора да ги темпирате и стимулацијата кај жената и процедурата на овакво тесе. Сега се замрзнуваат повеќе, да кажеме, стапчиња, провети, како сакате да кажете, и се чуваат за понатамашна постапка за инвитро фертилизација, токму со оваа метода на директно оплодување ICSI. Значи, огромен напредок во третман на машкиот стерилитет. Добар дел од тие предерата на ICSI и на инвитро, практички би биле во над 90% случаевите реферирани кон посвојување. Сега тоа е решението. Криопрезервацијата тука на тестикуларно ткиво и на сперма, а воколку е со релативно добар квалитет да се замрзне, е рутинска, да кажем, лесна работа.
може би не е лесно во тоа ткиво да најдете, да одберете сперматозоид, меѓутоа возможно е. Возможно е. И успешно. Возможно е. Некој пат кај тешки случаи на машки стерилитет во одмрзнатото ткиво седат нашите ембриолози до вечер, побараат сперматозоиди. Меѓутоа има успешни случаи. А што е со жените? Дали кај нив постои некаква возрастна граница до кога може да се замрзне јајце-клетка или оваријално ткиво? Ние сега, да кажем, во генерално, што се бавиме со асистирана продукција во светот, зборуваме за презервација на фертилитетот генерално кај различни групации на пациентки. Прво и основно, она што треба да ја прашате жената или да утврдите на иницијалната визита каде што имате кандидат за смрзнување на или јајце клетки или која е возраста. Возраста е првиот и основен, независно од све друго, возраста е првиот и основен критериум по кој што понатаму ќе се ориентирате што да предложите на пациент. Која возраст е пожелна? Пожелната возраст за смрзнување на јајце клетки е до 35 години. Ако сте чуле, голем број од пациентките кои што имаат мака, што би се рекло, чуле за така наречен антимилерен хормон. Антимилерен хормон, одредување во крв, ги практички кажува резервите на јајниците. Што е повисок, тоа е условно кажано добро. Пример, многу висок имаат оние со полицистични јајници, погрешно се смета во популацијата наша кај пациентки дека имаш ли полицистични јајници имаш проблем. Јас се радувам во праксата кога ќе видам полицистични јајници, затоа знам дека таа жена има многу резерви. Факт е дека може би потешко ќе се постигне бременост кај таквите двојки, зависи нормално и од другите овие фактори, меѓутоа резервите се одлични и тоа е добро. Тој антимилерен хормон достигнува некоја си свое плато некаде кај 25 години. И понатаму почнува постепено да се намалува. Таа граница и најважна е која што ја користиме во консултацијата кога треба да се смрзнува заради било кој разлог јајце клетки е 35 години. Од 35 до 40 години многу зависи од останатите фактори и што треба да советуваме. Она што е, да кажеме, е првата групација за која што ова е правено се пациентки болни од малигни болести. И кај мажите е тоа, но и кај жените. Кај нив треба брзо да се од кој ќе се утврди диагнозата, направи третманот, пред да примаат некоја цитостатска гонадотоксична, ние велиме така, терапија која што влијае на плодноста? Треба да размислите што да им советувате, тоа се, значи, како да кажам, во моментот пациентки кои што размислуваат психички многу оптеретени, од една страна малигна болест, од друга страна сакаат пород после тоа. Модерната медицина овозможува да после извесен период, да кажеме 3 или 5 години потоа може да се употреби нивно и многу размислуваат што да прават. Од тој аспект кај овие пациентки од 35 години препорачуваме кај сите криопрезервација. Зависи доста од типот на малигномот. Што ако малигното ткиво е да. осетливо на естроген, на женски хормони? Како? Доколку малигната болест е чувствителна на естроген. Ние тоа го збориме кај жените. Што во тој случај? Дали може да се... Ние тоа го збориме кога има естрогенски рецептори. Значи, најчести пациентки кои што доаѓаат за криопрезервација на јајце клетки, кај нас се пациентки со рак на дојка. Докажано е од светски студии дека дури и кај овие кои што имаат позитивни рецептори на естроген, значи самиот малигном има позитивни рецептори, дека не го менува во колку употребите терапија за замрзнување, значи за замрзнување на јајцеклетки, не го менува конечниот исход. Меѓутоа треба да го направите брзо после оперативниот третман. А пред давање на цитотоксичката, односно гонадотоксичната терапија. Така.
А што е кај мажите кои што имаат рак на тестиси? Се повеќе млади мажи се соочуваат со една таква диагноза. Што се препорачува кај нив? Полесно е кај нив, Марија. Се препорачува замрзнување на сперма. Воколку е тоа нешто, замрзнување на тестикуларно ткиво. Дури кога се оперира тестисот, разбирате, може да се земе ткиво како би се Без разлика замрзнале. што е зафатено со карцином, тоа нема да биде проблем. Зборуваме за клет, тоа и кај јајниците, подоцна може да збориме за трансплантација на јајници. Тоа се клетки, не е ткиво. Едно е кога враќате ткиво во организмот, како што е, например, кај трансплантација на јајнично ткиво, во последно време, да кажем, доста имплементирана во свет. Друго е кога враќате клетки. Што значи, сперматозидите сами како себе, кога понатаму ќе оплодат јајце клетка и ќе настапи бременност, не можат да ја вратат болеста. Исто така и јајце клетките. Така. Сега тука може и покасно да збориме. Ќе продискутираме. Значи, да. Така. Обично на која возраст доаѓаат здрави жени кои што немаат малигна болест да замрзнат јајце клетки? Дали се тоа повозрасни, кои што е одложиле мајчинството поради кариера или некои други икс причини, нели? Тоа сакам да биде главната порака од што се однесува до жените, главната порака од оваа емисија. Ако се веќе решени, што порано, тоа подобро. Пред 35 најубаво. Од 35 до 40 веќе и често им велам на моите пациентки, не гледам зошто би замрзнала јајце клетки на 39-40 години. Пошто постои огромна разлика од кој ќе замрзнете јајце клетки и ќе замрзнете ембриони. Потенцијалот на ембрионите, тоа се веќе развиени. Потенцијалот на ембрионите е многу поголем nego една јајце клетка на која што сте замрзнале 5, 6, 7, не знаете од тоа дали ќе биде понатаму со оплодување ембрион. Овде веќе имате ембрион, уште побаво ако е на 5 ден од развој па да го замрзнете, уште побаво ако може да го биопсирате па да знаете. Во пракса за тие жени им велам подобро е воколку имате партнер да замрзнете или да правите инвитро директно со свеж трансфер, па ако има вишок и да замрзнете, отколку да оставите 38-39 годишни јајце клетки, па да мислите дека ќе имате резултат понатаму еден ден. Да. И секогаш сум повеќе у такви случаи, ако се може нормално, да се замрзнуваат ако има вишок ембриони или да се прави класична инвитро постапка. Знаете дека функционираат сега за да кажам жени без партнер функционира со дониран семен материјал, со донирана сперма. Да, со донирани сперматозоиди, така да на овие повозрасните советот им е да замрзнат всушност ембриони. Ако се може, да. Подобро е. А дали се минува квалитетот на замрзнатата јајце клетка? Дали подобро се направи инвитро со замрзната јајце клетка, веќе кога се прави, или со свежа? Сега, Истото прашање ми за сперматозоиди. Генерално драстичниот напредок во замрзнувањето на јајце клетки е направен околу 2000 година, негде првата деценија на овој век, кога е смената методата за замрзнување на ембриони, па со тоа и на јајце клетки. Порано беше до тогаш така наречена спора метода на замрзнување, значи постепено се идеше до замрзнување до минус 190 и така натаму 200, па се става во течен азот. Потоа, благодарејќи на јапански научници, се преиде на така речена метода на ветрификација, значи веднаш смрзнување во секунда, што би се рекло, и така понатаму чување на материјалот. Многу подобри резултати. Во оваа спора метода многу кристализираше содржината кај јајце клетките и тие многу малку проживуваа. Не да немаше бременност, имаше бременност. Меѓутоа сега е сосема друга ситуација со промената на методот на ветрификација и кај ембрионите и кај јајце клетките. А колку долго може да бидат замрзнати? Може со децении да бидат. Сега зараѓаат деца што се замрзнати гамети или ембриони од пред 30 години. Во светот овако зборам. Сега не можам точно да кажам за моето искуство или во нашата болница, меѓутоа
сигурен сум дека сум имал бременности над 7-8 години, да не кажем и повеќе. Значи, од времето за мрзнати ембриони пред 7-8-10 години, па сега се раѓа второто дете. Така. Значи, имате едно дете со ембрион Кои што би требало да бидат врсници. Породено, да кажеме, пред 7 години, истите ембриони кои што биле замрзнати се раѓа друго дете. После 7 како години. близначиња. Како близначиња, така. Ќе ги вклучиме гледачите, доколку имат некаква дилема или прашање поврзано со темата на која што говориме, професор доктор Лигор Димитров, специјалист по гинекологија и акушерство од Оделот за репродуктивна медицина во Аџи Бадем Систина, ќе даде појаснување за сето тоа што вас ве мачи. Професоре, како се вадат јајцеклетките кај жената? Дали е тоа сложен процес? Тоа е исти процес како што ги вадиме како за инвитро, кога збориме за ова. Значи, претходно примаат одреден број на медикаменти кои што ги стимулираат течниците да направат повеќе фоликули кои што има јајцеклетки и после условно кажано 10, 12, 13 дена се прави трансвагинална пункција најчесто под анестезија со игла, вагинално се аспирираат содржината на фоликулите во која што би требало да има јајцеклетки. Сега не сите се фоликули полни, што би се рекло, меѓутоа генерално процедурата е лесно, да кажам, за нас и добро ја поднесуваат и пациентките. Дали кај секоја жена може да се изведе оваа процедура или има некој кај кој што не се препорачува и покрај нивната желба да замрзнат јајцеклетки? Што ако имаат некој тумор на јајникот? Сега, интересно е и тоа прашање. Рековме една субпопулација на жени се оние кои што имаат карцином, па кои што сакаат да замрзнат. Генерално, светските препораки се дека да, може да се замрзне кај нив. Друга популација се кои што имаат, и сега тоа на еден состанок во Атина баш зборувавме, што со оние кои што имаат бенигни болести на јајчници, особено ендометриоза. Сте чуле, чоколадници сте, јас со тоа веќе работам долг овако. Што се чести, за жал. Знам каква мака има ендометриоза кај пациентките. Од една страна болки, од друга страна инфертилитет, значи не може да остане доле. Не е тоа 100%, меѓутоа е особено важно. Ендометриозата сама по себе, а и други бенигни тумори на јајник допринесуваат по низ различни механизми да се смалува таа резерва. Знаете, кога имате чоколадна циста на јајник, популарно така века, таа компримира, па предизвикува воспалителни, условно кажано, инфламаторни промени, кои што ги уништуваат овие фоликули. Токму зборевме дека, и тоа е втората порака важна од овој наш разговор, многу е важна идентификацијата на жените, во млада возраст зборам, идентификација на жените на кои што би им било предложено криопрезервација на јајцеклетки. Тоа се второто прашање покрај возраста ќе биде мајкави и бабави кога изгубиле менструација, значи кога влегле во постменопауза, пошто има еден добар дел кој што е тоа вертикално се наследува, така? Да. И третото е значи раната менопауза, всушност во семејството е причина за замрзнување. Видите, може да е рана, може да е многу условно кажам многу рана откажување на јајници уште на 25, на 28, на 30 години заради низа на ситуации. Некои не можеме да ги откриеме. Меѓутоа постојат и болести, особено аутоимуни, особено хромозомски, како што е синдром на Тарнер, кои што предизвикуваат многу рано откажување на јајниците и губење на овие резерви. Токму за таа идентификација зборам. Значи, кај некои синдроми не може реално многу да помогнете. Меѓутоа, кај овие типични бенигни тумори, кај пациенти кои што се, да кажем, оптоварени фамилиарно со тоа,
мора да се размислува уште на рана возраст да се проверат резервите на јајчниците, да се утврди дали постои некој тип на бенигна оваријална болест, како што е ендометриоза, како што се различни типови на цисти и така натаму, и да се размислува за смрзнување на. Тоа е обично профилот на пациентки на кои што јас уште порано не се мажени, не размислуваат за деца, меѓутоа со обзир на тој профил, велам, овие фактори што ги имаме, они се кандидатки за замрзнување. Погрешно во да кажем, немата популација, во популацијата се вели дека на некој начин се обвинуваат овие жени дека сакат да одложат ова. Тие сакаат деца, само сакаат веројатно подоцна во животот. Сега тука имате една страна, една варијанта, имате друга страна која што не размислувала за ваков тип на, добро, таа е релативно само 15 години присутна криопрезервацијата и доаѓаат на 40-42 години, кој што е многу тешко, верам, на таа возраст, со било која метода да постигнете резултат. Имаме гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Би сакала да поздравам вас, Марија, и докторот. Благодарам. И да го прашам докторот, кои суплементи се препорачуваат за зголемување на квалитетот на јајцеклетките при намален антимилериен хормон? И дали физичката активност влијае за зголемување на нивниот квалитет? Така, едно убаво прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Да немавте само вие некој под прашање до гледачката, не го рете, повелете. Често поставувано прашање. Не постои некој точно определен суплемент или лек или нешто кој што драстично би го зголемил да кажем нивото на антимилериен хормонот. Значи, дури и со интервенции се обидуваме, например, оваријална рејовенација, ние викаме, кога се зема крв од пациентката, па се употребува така наречен PRP обработена плазма, тоа се тромбоцити со фактори на раст и така натаму. И директно во јајникот се става? И се директно во јајникот се става. И во тој случај се, повторно ќе кажем, ограничени. Има нешто зголемени шанси кај одредена субпопулација на пациентки, и јас сум уверен дека се тоа тие кои што се уште менструираат, кои што може да имаат, да кажеме, нешто зголемени шанси. А што се однесува до суплементи, постојат голем низ. Ниту еден од нив не е точно препорачен од било кое светско здружение. Јас лично, ако ме прашаат мене, често го употребувам, меѓутоа и тука ограничено, да кажем, употребата, така наречен ДХС и коензим Q10. Тие се два кои што може да ги препорачате. Кај првиот дури и е ограничено време траењето на употребата. Она што сакам да кажам, и тоа и на пациентката овакво дел од одговорот на госпоѓата е дека многу е важна и состојба на тироидна жлезда. Имаме одредени параметри на кои што хормоните на тироидната жлезда треба да бидат, да кажем, дотерани. ТСХ, например, тежнеите да биде двојка или? ТСХ да биде под 2,5. Генерално. Околу 2,5 и под 2,5. У одредени случаи, давањето на ниски дози на тироиден хормон, на еутирокс, може да ви додаде едно или две јајцеклетки повеќе при стимулацијата на неговиот. Меѓутоа и тоа не е, како да кажам, evidence-based класа А препорачано. Голем проблем е тоа. А што е со физичката активност или пак исхрана во која се има? Пушење, исхрана, физичка активност. Често им кажува на пациентите при инвитро протеинска диета. Што значи тоа протеинска диета? Не е тоа не знам каква диета, но едноставно здрав живот кој ќе ги смалите шекери и масти. Тоа уште еден општ доктор пред 15 години имаше направено од ординациите кај колегите од инвитро споредба, оние кои што
јадат чекери, масти и така натаму, и оние кои што се на протеинска диета имаат многу поголем успех при инвитро фертилизацијата, и тоа едноставно рече, сакате да ги бањате ембрионите во шекери или во протеини, што е подобро? Така, значи тоа вреди да се проба, да се промени храната. Лајфстайл, фитоестрогените, професоре, што велите? Има и храна која што содржи... Фитоестрогените си имаат своји оваква употреба и тоа е вон, условно кажано, репродукцијата. Значи тоа нема никаков ефект. Перименопаузата и така натаму. Обично ние употребуваме друг тип на естрогени. И тие, да, често ги употребуваме. И тоа не како суплементи. Професоре, доколку се зачуваат јајце, клетки или пак сперматозоиди, дали е тоа гаранција за мажот или пак за жената дека ќе се реализираат како родители? Дали тоа треба да представува некаква сигурност, доколку замрзнале семен материјал, дека еден ден ќе станат мајка или татко? Така, за мажите веројатно поголема гаранција, неголи за жените. Нормално зависи од квалитетот на семениот материјал. Кај жените, баш овако зборим со години, прерачунато е, например, статистиката е можеби замрна за пациентите, кај нив има 0 или 100%, или ќе успее, или нема да постои. Ама нам ни значи многу за да знаеме во кој правец да им советуваме да одат. Кај нормални, условно кажано, фертилни брачни парови или како да кажем, кај пациентки кои што се подлага со нормални резерви кои што се подлагаат на инвитро, израчунато е дека за да однесат бебе дома во просек треба 12 јајцеклетки до 35 години. До 35 години 12 јајцеклетки. Во просек 12, што воопште не е малку. Не е малку. А обично колку јајцеклетки успевате да издвоите? И покрето што сите се фалат и се фалиме со резултатите од инвитро фертилизација, ова се светски, да кажем, статистики кои што кажуваат 12 зрели јајцеклетки до 35 години можат да бидат кумулативно гледано, значи не од прв пат, него кумулативно гледано, може да бидат некоја сигурност за дека ќе имате едно бебе. Ако ве никоме замрзнато една или две. 17, 40 веќе 20, а квалитетот опаѓа. И сега големо прашање какви се тие и по квалитет. Не е да нема успешни случаи. Меѓутоа, знаете како, над 42 години шансите на пациентките да однесат бебе дома се под 10%, да не кажем и под 5%. Затоа мислам дека што порано, тоа подобро. За да не се изгубат шансите. Апсолутно, треба да мислат, младите генерации треба да размислуваат на тоа. Сегашни генерации да не чекаат. Обично на која возраст се тие што доаѓаат да замрзнат? Возрастни се или пак да направат инвитро? Со која генерација на жени и мажи најчесто треба да правиме разлика. Јас сум човек кој што го сака замрзнувањето од било кој тип, затоа што е прво со ембриони тоа се докаже дека некој пат кога ќе вратите, не некој пат, него кога враќате замрзнати ембриони, има исти, а може би подобри случаи, подобар успех, ист или подобар успех отколку кога враќате свеж. Но при дотаму е стигнато. Но при одмрзнувањето може да дојде до оштетување на репродуктивниот материјал? За јајцеклетките тоа е малце поверојатно. Меѓутоа со оваа метода на витрификација отприлike над 90% би требале да преживеат јајцеклетките. За ембрионите во процесот на одмрзнување може да се деси да не преживеат. Меѓутоа тие проценти гледано тоа зависи многу и од да кажам исто од другите фактори кои што кај родителите, меѓутоа секако е подобро да ембрион одмрзнете и вратите, него да почнете од почеток со јајцеклетка, па каква е јајцеклетката, па дали ќе се оплоди, па дали ќе се развие во ембрион и така натаму. Споминавте дека може да се замрзне ткиво од јајникот, оваријално ткиво. Да. Сега, дали тоа ткиво би можело да се трансплантира кај жени кои што се во период на перименопауза, менопауза, па да се
Сега, да, тоа е интересна. Да се подмлади Тоа е организмот. интересна процедура, условно кажано, доста дискутирана сега у светот, трансплантација на оваријално ткиво. Значи не на цел овариум, него оваријално ткиво. На парче. Да, беше експериментална долго време, работеше само у центри, сега е одобрена од, да кажем, америчките агенции, европските, од 2019-2020 наваму, како можна метода за криопрезервација кај пациентки болни од карцином. Аха. Да. Како што и нема време да стимулирате и да вадите јајцеклетки. Меѓутоа, опште... Каков карцином? Седно? Било кој. Да. Дури на јајникот? Дури и на јајникот. Меѓутоа, кога се збори за јајник, подобро е да се замрзнат јајцеклетки. И кај другите, тоа сакав сега ова да кажам. Кај сите тие пациентки генерално препораките е, она што пред малку го зборевме, да се замрзнат клетки, значи јајцеклетки. Затоа што ако се замрзне ткиво, некоја мала, но можност за да кога ќе трансплантирате назад, да се врати некоја микрометастаза, постои. Тоа е разликата. Меѓутоа, кај одредени случаи, тоа е особено кај болестите на крвниот систем, лимфоми, леукемии и така натаму, тука е нешто тврдено дека може да се деси кога ќе го ретрансплантирате јајникот, дека такво нешто може да се случи. Оно што сакав да кажаме, тоа е да, опција. И ние сега мислевме, меѓутоа методата сама како метода не е толку во моментов развиена како што е криопрезервацијата на клетки. Во светот се родени не повеќе од 200 бебиња од трансплантирани јајници. Не е тоа трансплантација на бубрек или трансплантација на црн дроб или на срце или не знам што, тоа е практички во еден акт го вадите целиот јајник, го праќате во лабораторија, од него се одвојува само кората, еден тенок стои на кората, под кој што има оние фоликулчиња мали кои што треба понатаму да се развојат и се прават мали лентички од тоа ткиво. Попат можеби да најдете и некој незрел, ембриолозите може да најдете и некој многу незрела јајцеклетка која што би пробале да ја досозреат и да ја смрзнат како клетка. Меѓутоа, се уште не сме стигнали до таму да тоа има онолку високи проценти како што има замрзнување на зрели јајцеклетки, разбирате, или на ембриони. Натаму оди техниката, да кажем, меѓутоа, еве, кога ќе се врати парче од јајник, или неколку парченца од јајникот после известно време, израчунате дека тој пул на јајцеклетки кои што го враќате у првите со процесот на мрзнување у првите 5-6 дена додека се фати трансплантатот сам по себе, едно 50% од јајцеклетките ќе пропаднат. Дури и до 70%. Но сепак останат некои 30. Сега да се вратиме на вашето прашање. Тоа значи репродукција, ама ова друго вие што ме прашавте, и за тоа има статистики од оние кои што рутински тоа го работат. Ако тоа се врати со цел да се врати мензес, односно циклус, менструалниот циклус, така? Циклус, такви парчиња, 1/3 од јајник вратен, зборам трансплантиран после тоа, отприлike за 5 години гарантира продолжување на циклусот. Многу се, да кажем, чудни тие математики. Ако извадите јајник кај жена, здрав јајник кај жена, да кажеме на 30 години, тоа ќе искрати периодот на менопауза за 2 години. А ако враќате третина по третина, тоа може да го продолжи. Зборам за менструација, не зборам за репродукција. Значи, не е исклучена ни репродукција. Но за хормоналниот статус, за... Ете така, наместо да примаат хормони на уста или со лепенки или со... Така, оние тешки симптоми на перименопауза, не да не е инвазивна ова метода, разбирате, меѓутоа во светот и такво нешто предлагаат. Интересни се, да кажем, овие, тоа е се уште овако во развој.
Меѓутоа, еве мене лично, ако ме прашате, јас повеќе надеж имам во некои други техники и технологии од аспект на тоа нема да биде во мојата кариера, можеби на некој од помладите, употреба на матични клетки за добивање на јајце клетки или на сперматозиди. Ама матични клетки не од пулот кој што го има сега во светот после раѓање, него матични клетки создадени од соматски клетки, од кожа. Од кожа. Да, мускул кој што хемиски ги враќаат назад. Веќе е тоа кај експериментални животни, кај ловци мислам успеано да се добијат од нив јајце клетки. Сега за тоа ќе треба време да кај луѓето такво нешто прво се добие, после тоа се. На тој начин нема да има после донација. Нема да има потреба од донација на репродуктивни клетки. Јас морам за некоја малце подалека иднина. Така, но науката брзо со брзи чекори оди напред. Со брзи чекори оди напред. Професор, каков е интересот кај нас за замрзнување на репродуктивни клетки, како јајце клетки, така и сперматозоиди? Има интерес. Значи за сперматозоиди не правиме генерално. Обично за сперматозоиди некои што имаат здравствена тегоба, некоја советуваме. До таму се иде дека сега кога има потреба од инвитро, а знаете доста често има проблеми од аспекта парови од диаспората. Они морат многу да отсуствуваат од работа. И мажот и жената, или па му треба време да дојде, па ќе му речеме да дојде да се. Едноставно на првото доаѓање, ако е тоа така случајот, остава сперма смрзнува, па потоа после жената доаѓа за процесот на инвитро ферилизација. А онаму кај што има болести, кај што има, да кажем, слаб квалитет на спермограм, 99% од пациентите прифаќаат така наречено бекап смрзнување на сперматозоиди. Што ако се влоши после и дојдеме уште до полоши параметри во нативниот, да кажем, ејакулат. На тој начин, во моментот, тој сперматозоид, односно квалитет на сперма кој што го имаме, ако речеме да, ова е добро замрзнување и за инвитро понатаму, замрзните сега, па после ќе видиме, можеби и од свежи сперматозоиди ќе добиеме ние добри ембриони. Меѓутоа бекап е така, превентивно. Супер работа, да. Превентивно. Кај жените, пак велам, јајце клетки до 35 години, малигни болести или такво нешто, да, за ова секако. Од 35 до 40 индивидуално советување, што би можело и како би можело да се. Пребројките за јајце клетки се можеби помалку разочарувачки, ова 12, 15, 20 и така натаму, се некои груби условно кажано бројки, меѓутоа не водат да размислуваме на тој начин. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и што отворивте оваа тема, која што верувам дека е исклучително корисна за гледачите. Да, интересна. Мислам дека бев можеби доволно јасен. Апсолутно, баш убаво јасно да се кои на пасија од интерес на пациентите би биле и нас ќе не биде полесно во третманот, ако да кажем навреме доаѓаат, навреме се решаваат за пород, ако решаваат да одложуваат, нека си направат бекап и едните и другите. А кога ќе слушнеме дека некој се реализирал во родителството во доцните 50 години или пак 60 години, што тоа значи? А јас тоа секогаш им овакво прво имаме етички проблем. Второ, еве нека биде и 50, нека биде и 52. Тоа е ако е со сопствени јајце клетки. Тоа е една од 1000. Што правиме со другите 999? Разбирате? Во свет имате ограничување, онаму кај што предлагаат донација на јајце клетки или употреба на сопствени јајце клетки. По години, по возраст, кај нас нема. Така да ние треба да кажеме, да ги советуваме пациентите, да им кажеме најреално, знаете, кој ќе му кажете на пациент има шанси, он си сваќа дека има 99% шанси. Така. Треба да му кажете реално. Реалната, така, и за да има реални очекувања. Ете, така. Јас ќе ве поздравев, но добив знак дека има гледач. Сепак ќе му дадеме простор на самиот крај на денешната Телма амбуланта да постави прашања. Добар ден. Добар ден.
Ќе го замолам само гледачот да го намали телевизорот, за да можеме да комуницираме нормално. Ало? Во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Ја касно се уклучив на вашата програма сега. Ме интересира докторот кај работи. Така, добро. Во Аџибадем Систина. Професорот е во Аџибадем Систина. Каде работи докторот? Ало? Професорот работи во Аџибадем Систина. Дали имате уште некој дополнително прашање? Не ве слушам добро, не ве слушам. Дали имате дополнително Ало? прашање? Молим? Дали имате дополнително прашање покрај тоа? Кажете ви каде само работи докторот, ме интересира име и Така. презиме. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професорот работи во Оделот за Аџибадем. асистирана репродукција во Аџибадем Систина. Ви благодарам, почитувани, за вниманието со кое што денеска не следевте. Јас ќе му благодарам на професорот уште еднаш за гостувањето, а ние се гледаме секој работен ден на Телма, во Телма амбуланта, каде што заедно учиме за нашето здравје. Пријатно.